Ден пред почетокот на трибината која ја организира СДСМ на пресконференција излегува од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип. Прашуваат зошто изградбата на новата клиничка болница стои во место, дали работи или не лифтот на физикална терапија, а упатија и низа други прашања на нивна адреса. Начинот да се превенира кога рентген за дојки мамомато не работи повеќе од 2 месеци. Магнетната резонанса не работеше 7 месеци оваа година. Компјутерската томографија не работеше 2 месеци и рентген апаратите не работеа 3 месеци. Зошто со својата неспособност и негрижа за пациентите и дипломираните млади доктори направивте екзодус на докторите и специјалистите во клиничка болница Штип. Бројот на доктори во овој момент во КБ Штип е околу 83, а согласно светските стандарди за лекување потребно е еден доктор на 1000 пациенти. Зошто не реализиравте вработување во клиничка болница Штип? Потеркот на вработувањето на супругата и сестрата на супругата на министерот Благој Почварски. На брза лента со превземање од приватна здравствена установа, за која замислите министерот плати висока казна од 150 евра, затоа што не ја известил Државната комисија за спречување на корупција. По кој знае кој пат ДПМН излезе на прес со паушални изјави, манипулации и шпекулации ја замајува јавноста, велат од СДСМ Штип. Партијата која 11 години ја водеше болницата и шајка не закова, ниту апарати купуваше, но ги мрзнеше пациентите и им нудеше храна помја, а во меѓувреме трошеше по 500.000 динари за 5 месеца во кафеани за репрезентација, нема право никого да критикува. Клиничка болница Штип досега има примено 26 доктори, има поделено 26 специјализации и субспецијализации. Меѓу примените има и двајца првенци на генерација на медицинскиот факултет при УГД, нешто незамисливо претходно, кога можеше директорот ДПМН да си го прими зетот од ќерка на работа и никому ништо. Апаратите кои работат нормално е да се расипат, но се поправаат за само 11 месеци. Клиничка болница има потрошено речиси 500.000 евра за сервиси, а имаше во време на ДПМН рекорд кога една година не работеше КТ апаратот. И за крај, лифтот на физикална во моментот не може да се поправи бидејќи е дотраен. Потребно е да се стави комплетно нов лифт кој ќе чини околу 60.000 евра и веќе е предвиден во буџетот за наредната година. Патем во физикална се примени 15 физиотерапевти, пред 3 години се набави нова опрема од над 100.000 евра, а вие ја водевте цели 11 години, не сменивте ниту една сјаличка на апаратите кои беа од времето на Тито, велат од СДСМ.